Видете, на очиглед на целата македонска јавност и на сите граѓани во Република Македонија бевме сведоци на еден целодневен театар кој што се случуваше во собранието. Имено, веќе неколку седници бараме 36-та седница на која што се наоѓаат петиот пакет мерки кои што ги чекаат граѓаните и стопанството, а кои што се недоволни и не се офатени сите групи да ги стават на пленарна седница. Иако вчера ни беше кажано дека ова нема да се случи денеска гледавме дека ние сме условувани да дојдеме на седница на 32-та седница за да ја заврши и потоа и 36-та седница. Тоа е надвор од деловникот. Председателот требаше да констатира дека нема доволно пратеници на 32-та седница и да ја продолжи 36-та седница. Очигледно е некој договор или немаат доволно пари, па сакаат да манипулираат со јавноста и граѓаните и стопанството и во наредниот период. Морам да кажам дека не само на оваа 32-та седница, и на сите други седници не се усвојуваат амандмани од страна на опозицијата. И се додека оваа опозиција од 44 пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата и другите пратеници во вкупен број од 58 пратеници не се испочитува, не се свати улогата на тие пратеници, никогаш нема да имаат кворум за седници. Се вадат на болеста на одредени колеги, јас посакувам побрзо оздравување на нив, меѓутоа денеска фалеа и други пратеници. Пратеничката група на ВМРО ДПМН уште минатата година кажа дека ние институционално ќе делуваме и сите штетни закони кои што сакаат да ги протнат, ќе ги обзнаниме пред македонската јавност и дека нема да дозволиме тие да поминат. Кворум нема да им правиме на седници. Тоа го знае уште 2020 година, тоа го знае и на почетокот на овој ден. За жал, на очиглед на македонската јавност, не сакаа денес да се изгласа петиот пакет на мерки со разни образложенија и кажувања. Можете да видите, целата пратеничка група на ВМРО ДПМН е тука во текот на целиот ден. Очекувавме дека ќе ја стави таа седница денес председателот на собранието, некако поттивко и пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз се придружи кон тоа да петиот пакет на мерки денес не се изгласа. За жал, губат граѓаните, за жал губи економијата, губи стопанството и ќе останат и ќе се зголемуваат бројот на невработени во државата. Господин Талат Джафери зборуваше дека сте поставували некакви ултиматуми за ставање за започнување 36-та седница, односно за продолжување на таа седница. За какви ултиматуми мислеше господин Джафери? Тоа ќе опрашате него, нема никакви ултиматуми. Значи, имаш кворум или немаш кворум? Немаше кворум, требаше да ја затвори таа седница, да закаже некое неизино продолжување во некој нареден период. Имаш 36-та седница која што ја закажа после 18 часот, отпочнија седницата, тука беа пратениците од целата опозиција, морам да кажам, ќе ги изгласавме овие пакет на мерки и све ќе завршиш. Очигледно некој сака да направи некоја слика во државата или пак буџетот, она што го прашувам веќе неколку дена, буџетот им е празен и немаат доволно средства за да ги исплатат парите кои што се во тој петиот пакет мерки за граѓаните и компаниите. Зошто не направите кворум за 32-та седница, кога тоа беше условот за продолжување со 36-та? Зошто не влеговте внатре? Што содржи, кои се точките на дневен ред, за што треба да се гласа на 32-та седница? Видете, поентата е дека се додека оваа опозиција од 58 пратеници, ги вклучувам сите опозициони пратеници тука, не биде испочитувана, да се прифаќаат амандмани за подобрување на законските текстови, да се праќаат здрав закони, да се разгледа, да почне диалогот, да знаеме што ќе се носи во собранието, а не да не третираат, значи, само како луѓе кои што треба да бидеме тука, ние нема да присуствуваме на седници. Тоа го кажавме уште 2020 во конституирањето на самото собрание. Рековме дека ова владино или парламентарно мнозинство 62 пратеници е тенко, рековме дека е нефункционално такво собрание, не убедуваа дека ќе може да функционира. Ете, на очиглед на македонската јавност гледаме дека тоа не функционира и нема да функционира се додека најголемата пратеничка група во овој парламентарен законодавен дом, тоа е собранието и пратеничката група на ВМРО ДПМН, не бидат испочитувани, вклучувајќи и целата опозиција. Господин Талат Джафери може граѓаните да забележат дека беше прилично нервозен, трескаше по говорницата, врескаше во собранието. Постои ли некаква процедурална или деловничка можност да реагирате по односно на неговиот однос? Видете, председателот на собранието со неговите реакции го покажува односот према сите пратеници во овој законодавен дом.
За жал, денеска бевме во ваква ситуација. Очигледно, не сакајќи да се донесе петиот пакет на закон на мерки, се бараше било какво оправдување за да се случи нешто во собранието. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата беше тука и не дозволи да се случи некој поголем инцидент, се со една цел да се изгласа петиот пакет на мерки, кој што со нетрпение го очекуваат граѓаните. Јас сум свесен дека во текот на утрешниот ден ќе почнат да се бараат оправдувања и нивните портали и медиуми ќе почнат да ги спинуваат вестите. Меѓутоа македонската јавност гледа и знае што се случуваше овој ден и оваа вечер во собранието. Господин Џафери најави и ставање на собранието во карантин. Тоа ќе значи и неработење на собранието во недогледно време или во време кое што ќе го одложи дополнително петиот сет мерки, петиот сет економски мерки. Што ќе превземе ВМРО ДПМН понатаму? Авторитарниот однос на председателот Џафери и целото владеачко мнозинство го ја осликува денешната ситуација во Република Македонија и не случајно сме наречени хибриден режим. Ја не знам на кој начин ќе проба и да го направи тоа, затоа што ние во секој момент имаме 100-110 пратеници кои што се функционални и функционираат. Нема можност да се случи тоа што го бара господинот Џафери. Не знам зошто се закануваше со одредени изјави. Очигледно утре ќе треба да ги објаснува и тие изјави. Во секој случај конституирано е собранието, пратениците се со мандат и се додека не ги испочитуваат овие 44 пратеници, собранието нема да биде функционално. Желбата повторно воведување на воредни мерки и владата сама да се донесува закони без некој да им ги контролира, нема да се случи за жал.